што е останато и што останува и што ќе биде вечно како современска машина наставот на меморија ќе ве врати во едни поубави безгрижни времиња, се вели во најавата. Концертот ќе се одржи на 16 ноември, најубавиот месец во годината, покрај април 2024 во арената Борис Трајковски, и ветува убава енергија овој концерт, а поубава енергија од следниот гостин. Не верувам дека некој на оваа тема може да А ќе не разберете и зошто сме толку непосредни кога ќе видите кој ни е следен гостин? Петар Георгиевски, ако ви кажеме, така беше, Петар Георгиевски. Јас сега морам и да прашам дали некој ве познава како Петар Георгиевски, освен семејството дома. Па, генерално, да, ама на димакот го определува во Скопје твојот животен пат у суштина. У наше време секој човек имаше надимак. За тоа ќе зборуваме посебно. Туку, ајде да влеземе... Да прашам, извини, што би, у април тоа значи дека си овен? Не, тоа значи дека сум бик. И у април има и бикови? Од 21 април почнува таа прекрасна ера. Околу мене се све овни и внука ми. Сочувствувај со мене. И внука ми е овене. Со мене. И внука ми е овене. Ако ве замолам 40 години да ги ставиме во еден стих, кој ќе биде тоа? Не сум веќе оган по звезди. Леле, знаем. Најубавата песна на меморија, гасите светло да си одиме дома. Не, нема поубава. И последниот пат кога се видовме, ве прашав како е можно секој пеење на апостол да е се поубаво? Како тоа е можно? Што прави? Има некој ритуал, нешто? Што прави? Да ти кажам дека по ова што знам јас за него, иначе генерално не што кажува. Ќе го прашате, он генерално не мислам дека не ни вежба ни ништо. Има некаква експресија во него што е изворедна и оној последниот концерт што го правевме во Штип беше така речи на 2 недели од кога почина неговата тоа беше многу сопруга. емотивен, во посебна Не се осети апсолутно ништо на концертот, сем емоцијата која го водеше. Сите вас? Да, и едноставно оце тоа што е. Сега, пејачот кој исто е извореден, Ристо Самарџиев, е извореден шоумен и крајот на концертот обично нели припаѓа кај него, така да меморија е еден чуден конгломерат од различити и идеи и гласовни можности во позитивна смисла на зборот, со различити бекграунди, но и со различит фидбек од публиката. Така е пишано, вели фонот во позадина. Така е пишано. Нови песни една по една во етерот, новата песна носи наслов Мој народе. Сме емотивни кога станува збор за ова, па што ни носи новото издание? Ние до сега сме стигнати до 4-та песна. Во понеделник, значи, ќе биде пуштена 5-та песна, која исто сметаме дека е извореден, а може би и најголем хит од сите овие претходни. Тоа е само претендираме, дали ќе биде така, народот ќе одлучи. До сега не сте промашили? Па, така е, ама ете, да оставиме сепак мал сомнеш дека треба судот на народот да го каже последниот збор. Нашето е да правиме, да твориме, а што ќе остане, тоа ќе остане како и век ме прашуваа во една емисија, како е можно после толку години пееме. Да беше сега жив и онче, Христовски, иначе мојот идол, by the way, за музика, многу од комшиите мислат дека неговите песни се народни. Тој што ќе успее да ги обнароди собствените композиции, не он да ги обнароди, народот да ги обнароди, ќе останат да ги прифати, ќе останат секогаш народни песни. Тоа се дел од македонскиот фолклор. Кој ќе кажеме македонски фолклор не се подразбира само народна музика, култура, историја, све што е поврзано со македонската култура и традиција. Да. Во која спаѓа едно зрно и меморија. И ова песна која што слушаме, ова извонредна компилација за која што е неверојатно, ако не ја слушневме вака, да си ја кажеме во некој неврзан разговор дека можеме така да ја споиме и така неверојатно да звучи. Кои се реакциите, освен тоа што може да забележиме на концертот, реакциите на публиката се многу неверојатни? Не сум разочаран, малце сум да кажам благо вчудоневиден од тоа што нашите комшии, она што ние го правиме како меморија, им смета. На последниот пост за 8 септември, ние како меморија честитавме со за многу години македонци парче од 1 минута од истоимената песна. Да. Честитавме на сите наши сограѓани, бил без разлика каде се, дали тука Австралија, Америка, Канада и било каде.
И на тој менли краток имаме преку 210.000 гледања и преку 1600 коментара, од кои не можам да бројам, некои 1000 се навистина надвор од паметот. Тоа значи од грци и од бугари. Нека им стои. Да ти кажем, Да се живи Израел. песна е во прашање, значи никаде не коментираме Обично овие, културата е нешто значи што песна е во треба да прашање. сплотува. Такви грозоморни Нека им стои. зборови употребуваат, да е тоа не видам. Но тоа е многу добар знак дека главното оружје кое не може да ни го одземат е музиката, сликарството, пишувањето на великаните како што билаа сега сигурно и некои нови генерации, Петр Андреевски, Радован Павловски и така Сакаат да натаму. си ги присвојуваат, кој како му дојде. Ја на зафркација тема. кажав еден ден, му викам, замислете ја како Пендиков да се разбудаме еден ден за крал на Бугарија ќе ме прогласа тако. Сакам да кажам друга тема, зошто? Ајде, Немој. Океј. Интензивни се подготовките за концертот и сега што подразбира тоа? Вие сте веќе етаблирани музичари, познати, ама веќе сте си и во некои години во кои што си бара подготовки и кондициони подготовки и секакви. Што правите? Многу енергија се потребни за 16 ноември. Види, 2017 година кога прв пат се собравме повторно после не знам колку години, имаше после нашиот концерт 3 зборови кои беа незаменливи, тоа беше енергија, солзи и љубов. И тоа, пази, го изговараат најјадници луѓе, не, значи и тамо немаше уопште селфи на нашиот прв концерт 2017 година, него све не сликале нас и имаше милиард. Фейсбук беше буквално прекриен од делови од нашиот концерт. Сега зашто ова ви го говорам, еден од помладите колеги, нема да го именувам, вежбавме во блиски простори една до друга, ама ние 10 месеца ринтавме 24 песни, кога што свиревме на... Иначе концертите на Меморија траат по 2 и по 3 сата, 3,5. И ми вика, што правите бе толку цело време, само нешто дрн, истите песни, вика. Му викам, за да стигнеш до некаков резултат, како во маратон, како во било кој спорт. И музиката има делови од спортот внатре, за да можеш кондиционно да издржиш, и за да публиката го осети она што ти си го потрошил како време и енергија, мораш, му викам, да направиш да има динамика музиката повеќе, да секој дел филигрански да го обрави. Абе, глупости тоа. Истиот тој колега, значи, почна со мислата дека ќе прават концерт во Борис Трајковски, да, ама направија во малата сала и не собраа поише од 200 души. Меморија во Борис Трајковски имаше 7.000 души. За Меморија треба нова сала да направи. Не, сакам да ви објаснам дека секој труд на крајот од денот носи резултат. Само морате да знаете што сакате, ама мора да работите на тоа, за да тоа изгледа вау. Кога споминавте дека за Борис Трајковски, кога споминавте дека големата сала и така натаму, а кога најавувавме на почетокот на емисијата, Бранко вели 50 години кога ќе прославуваат, вели како ќе биде тоа? Па сега јас посакувам да биде на стадион. Видите, ти кажа на работа. Ние сме бенд кој никогаш не бил поддржан од државата. Еве, уште еден радитет, да се посмееме маце, бидејќи да не е весело и е у суштина тажно. Ние сме единствениот бенд кој плаќа ДДВ на државата. Значи, од нашите билети, што ќе ги продадеме, 18% се одвојуваат за ДДВ, кои после тоа одат не знам на кои програми и какви во Министерството за култура или било каде се распределени. Сите странци што доаѓаат, значи, од турбофолк звезди до рок-н-рол звезди, преку одредени наши домашни компании, бидејќи добиле од Министерство за култура одредени средства, они се ослободени од ДДВ, а и добиле средства. За каква култура тоа зборуваме кога доаѓаат гостите од надвор? Све треба да биде наопаку. Значи, тие кои доаѓаат од надвор треба да плаќаат данок на државата во која заработуваат, а ние да бидеме на некој начин не привилегирани, него потурнати малце напред, бидејќи ние де факто немаме друга битка за биење семоваја на оваа територија. Ама вие најголемата битка ја извојувате постојано, го сојувате народот. Не се сега, ние сме доказ дека е тоа
дека е тоа можно. Затоа го поставив. Затоа во одреден Како теза. дел од живењето вие и ние и сега не знаеме каков ќе биде резултатот. Мада преку 1500-600 продадени карти на 50 и кусур дена пред концертот, скоро и нас како бенд Меморија нема случајно до сега. Значи многу брзо оди продажбата. Можеби бидејќи претходниот го имавме најавено за стадион на АРМ, каде што нашата генерација младци не сека да стои 3 сати. Сега бидејќи има седишта во Борис Трајковски, тие што се главните места веќе се така речи благо распродадени. И на стадионима. На крај ќе треба да ги отварате вратите, тоа да знаете. Еве чисто да знаете за следниот јубилеј и на стадионима седишта. За повозрасната генерација има. Ние тргнавме на тргнавме на стадионот од АРМ да му се приближиме на градскиот. Убаво. Ама не ни успеа бидејќи врнеше многу дожд, па влеговме во Борис Трајковски, ама сега ова е добар предлог. Добра прилика за да, нели, се сплотиме сите заедно. Извинете уште една работа, значи на овој концерт нема ни вакви ни такви. Сите се добредојдени да покажеме дека можеме да покажеме некакво заедништво. Имаме добар материјал или маштрав што би се рекло. Сега веселбата остана нас. Ако гледаме по тоа што во Штип концертот го правевме и на ден на Европско првенство во фудбал, он тоа најдобро знае. Беше денот кога ние правевме концерт и дека ќе правите во Штип концерт, а тоа и матури има овогам. Што ти гајле му викам? Тие што сакаат Меморија да слушаат, се другото ќе откажат. И ќе дојдат на Меморија. И се случи. И се случи 1700 луѓе во Штип, што карти, што е благо речено неповторливо во сите овие години од нашиот концерт, кога сме продале 3000 кусур. А Пирока ми каза, надимакот го прави човекот, рековте, како го добивте вие вашиот надимак и кои се другите надимаци на членовите од групата? Види, сигурно има некоја приказна. Види, мојата приказна е милион пати кажена, јас тренирав гимнастика, бевме на некакво првенство во Љубљана и правев во тоа време бев доста успешен гимнастичар. И правев на прескок една работа што се вика премес штрауба, што е за пионери, на зборувам за 12 години, беше мисловна именка, значи само јапонците и Пирока ми казал дека успееше тоа да го направи. И добив оценка 9.8, што е апсолутно бев прв. Последниот позади мене беше 9.6. Значи 200 веќе бев прв, немаше. Ја сакам да рипам за десетка. И ове вика, имаме уште разбој и партер, не си игра играчки, супер си, прв си, што сакаш уште да биеш од прв? Викам, сакам јас пред себе да видам, че на 12 години зборувам. И рипајки за де факто за публика, нели како што се вика, паднав и скршив 2 ребра, излетав надвор од душек. И со такви 2 ребра, не знаејќи во тој момент, ме пцуе ја, нели, ќе ќе изгубиме ова ради тебе, вамо тамо. Знаеш, на 12 години тоа делува многу травматично, кога те држат под стрес, ама јас ги извежбав и другите 2 справи, не со резултат како што очекуваа од мене, бидејќи се пак осеќав болка на десната страна реброто кое се уште беше напукнато абруќо. И назад во воз, бидејќи не освоивме, требаше да биде трето. Јас ако бев читав, значи зборувам со тие 2-3 поена плюс што ќе ги добиевме од ваквото, ќе бевме трети, испаднавме четврти и увоз до Скопје, свашта ми спонакажа. Тренерот Јове Јованов, го поздравувам во моментот, иначе професор по психомоторика. Вика, абе, како камиказа си, бе, како бе можеше тоа да го направиш? Децава кажа ми каза, се вративме во Скопје на тренинг и си остана на димокот, еве до денеска. И си трае. Некако басистите, мене ми се така, може да се изразам жаргонски, најфраери во секоја екипа. Кај вас, кој беше басисти? Види една работа, кај нас сме сите еднакви, само некогаш на некој му паѓа поголем товар да повлече. Другото е се исто. Кој им ги дава надимаците на другите членови? Тоа ќе треба нив да ги прашате, навистина. Немам представа. Поце. Апостол Икономов, Поце. Сега ќе го прашате зошто е тоа така. Ќе дојдат. Има време до 16 ноември, ќе дојдат. Сакам да завршиме со прашањето 40 години, тоа се многу приказни, тоа се многу случаи, ќе издвоиме нека пикантерија од овие 40 години. Па еве, на пример, денот кога се распадна Југославија, ние свиревме во Богданци. И имаше еден мотел, Вардар се викаше, од страната. Ние со Мичо отидовме да си го наплаќаме долгото тој од Богданци, што пола од парите ни ги даде. Другите половина требаше да ги зееме. И на еден телевизор во ние дрвени
како фиоки што беа ставени на времето од телевизорите, поци останати ве гледа и ние се враќаме назад со парите што си ги земавме заработени. Му вика, ги пари супер е све, вика, се распадна века државата, вика човече. Што се бори да бе? И гледаме, стварно се дешаваат оние работите што се дешаваат, така да ние нашиот распадот на Југославија го дочекавме концертно у тоа време, 91-2 година. Знам за случај минатото гостување ја елабориравме малку подетално. Да, ама секогаш кога ќе ве види човек и секогаш сака да слушне нешто што се случува меѓу вас, внатре, како успеавте да ја одржите магијата 40 години? Низ Меморија има поминато преку 30 и кусур луѓе кои свириле во Меморија. Тоа вие како одредени театарски представи. Секој албум и секоја нова приказна на Меморија има различит начин и пристап на работа со различити луѓе. Меморија е бенд кој благодарение на Бог што ни дал шанса да напишеме такви песни, значи тоа е негова. Ние сме само негова продолжена рака, немој да мислите дека сме нешто посебни. Ако он не ви даде шанса да вие направите тоа што го правите, вие може да правите што сакате. Може да ви кажам само еден раритет краток, дека Оган под звездите како текст е напишан во неполни 10 минути во 3,5 сабајле. Значи некој ве разбудил, оди пишувај, раката пишува што пишува. Наредниот ден на проба почнува целата церемонија. За 3 дена таа песна беше де факто готова. Еве, после толку години ден денеска е жива. Тоа е пак кој у 3:10 ќе ве натера да пишувате поезија, например. Меморија, 16 ноември, 40 години постоење, Петар Георгиевски или Перо Камиказа, гостин во Македонија наутро. Тука одјавуваме со песна од Меморија, ве чекаме повторно во поширок состав непосредно пред концертот. Да, извини, многу ви е драго што девојката имаше примат во разговорот, ви мерев по ваквото 73 наспрема 27%. Секогаш. Знае да биде джентлмен, денеска се така. А денеска пушти ептена? Да, еден од деновите, не може би не дека е петок и уморен. Ајде да се пошегуваме, ќе станеме вака насмеани, убав ден, нека имаат сите кои што не гледа и го задржавме вниманието од денеска до самиот крај. 6:45 ќе ве будиме и во понеделник не менувате фреквенција, дотогаш македонска телевизија. Поздрав. Поздрав, чао. I sonuvam со очи отворени, го слушам твојот шепот ми. Сонувам за твите поминати, за тебе веќе одминати. И како да сакаш да кажеш не. Ти, што ми ја украде душата ти, што ми ја дарови младоста. Зашто ке пакам во животот за кого ке дадам се? Ти, што ми ја украде душата ти, што ми ја зароби младоста. Зашто ке пакам во животот за кого ке дадам се? И сонувам со очи отворени, го слушам твојот шепот ми. Сонувам за дните поминати, за тебе веќе одминати. И како да сакаш да кажеш не. Ти, што ми ја
Зашто ке патам во животот за кого ке дадам се. Ти, што ми ја украде душата ти, што ми ја зароби младоста. Зашто ке патам во животот за кого ке дадам се. Ајде, што ми ја украде душата ти. Ти, што ми ја украде душата ти, што ми ја зароби младоста. Зашто ке патам во животот за кого ке дадам се. Што ми ја украде душата ти, што ми ја зароби младоста. Зашто ке патам во животот за кого ке дадам се. Зашто ке патам во животот за кого ке дадам се. Да сте ми живи и здрави.